Една од фирмите во конзорциумот што победи на тендерот за надзор над Бехтел и ЕНК ја добила неопходната лиценца А за надзор за 4 работни дена. Владата ја убедуваше скептичната јавност дека во тоа нема ништо невообичаено, но 360 степени побара доказ. Пред 2 недели до Министерството за транспорт и врски испративме барање за список на лиценци А за надзор, издадени во последниве 5 години, заедно со информација кога е поднесено барањето, а кога е издадена лиценцата. Едноставно, сакавме да видиме дали навистина овие лиценци се издаваат за 3-4 работни дена. Од транспорт и врски не одговорија во законскиот рок, но само делумно. Не упатија да си ја побараме информацијата на интернет страницата на Министерството. Таму, навистина, има регистар на сите издадени лиценци А за надзор, но не информација кога биле поднесени барањата, а кога одобрени. Преведено, ресорот со кој раководи Благој Бочварски одби да каже дали имало други случаи кога фирма добила лиценца А за надзор за 4 работни дена. Толку споменуваната лиценца е издадена на компанијата Electra Solutions. Фирмата ја побарала на 27 септември лани, а ја добила на 3 октомври, што е 5-тиот работен ден вклучувајќи го и денот на поднесување на барањето. А брзината на издавање не е единствената причина поради која лиценцата е еден од дискутабилните елементи во целиот случај. Тендерот за надзор на Бехтел и ЕНК е распишан на 15 септември 2022 година и првично рокот за поднесување понуди требаше да се затвори на 17 октомври 2022 година. Токму во тој меѓупериод, за само неколку дена, Министерството за транспорт и врски ја издава лиценцата без која Electra Solutions не би можела да учествува на огласот. Како се добива лиценца за помалку од 5 работни дена, Министерот за транспорт и врски имаше можност да објасни во емисијата Економски магазин на ТВ Алсат. Не еднаш, туку 4 пати. Јас вадев лична карта пред извесен период и мене ми требаа 10 работни дена. Како може една фирма да добие лиценца да биде надзор за 4 дена? Значи, најпрвен сакам да потенцирам дека надзор над изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D е компанијата ИРД од Италија. За 4 дена друга фирма страна, дали има добиено лиценца во историјата? Од друга страна, сакам само да потенцирам дека ИРД е компанија која што е реномирана италијанска компанија и работи на многу проекти во државата. Работеле многу години овде. Како ја добива лиценцата за 4 дена Electra Solution? Ние согласно законот бараме од Комората на овластени инженери и архитекти да ни потврди дали инженерите кои што се вработени и кои што ги приложува таа компанија до Министерството за транспорт имаат валидни овластувања. Значи ние се обраќаме до друга институција. Кога ќе ни одговори таа институција, Комората на овластени инженери и архитекти, ние тогаш постапуваме и доколку сите други документи согласно законот за градење се прибавени и се комплетни во предметот, ние тогаш ја издаваме таа лиценца на таа компанија. Ве прашав дали друга компанија има добиено лиценца за 4 дена? Еве оваа истата компанија добила и друга лиценца за повеќе од 20 дена. Транспорт одби да ни ги каже имињата на четворицата инженери со кои Electra Solutions ја добила А лиценцата за надзор, но според податоците за вработени што ни ги достави самата компанија, се доаѓа до заклучок дека двајца од нив биле ангажирани без огласување во дополнително работно време, што значи дека биле редовно вработени во други фирми. Едниот од нив бил пријавен во Electra Solutions на 27 септември, истиот ден кога фирмата го поднела барањето за лиценца. Тоа не е малку сомнително? Значи, ова се податоци кои што, еве, рековте, обвинителството отворило случај, нека истражи дали и кој во одредена постапка прекршил некоја процедура, прекршил некој закон и за тоа вие не го видовте ова како министер. Значи ние како министерство не сме истражен орган. Уште еден интересен аспект е тоа што од четворицата инженери со кои Electra Solutions ја добила лиценцата за надзор, еден електроинженер, друг машински, еден архитект и само еден е градежен инженер по патишта и железници. Па ако не е прекршен ниту еден закон, како што посредно вели Бочварски, тоа значи дека секоја фирма со општа клаузула за бизнис може да пријави четворица инженери од било која област на дополнително работно време од неколку часа неделно и да добие А лиценца за надзор. И не само тоа, потоа на ист начин да ангажира други експерти, да конкурира на тендери да добие најголем дел од работата и парите од надзорот на историски најголемиот инфраструктурен проект во земјава. Инаку, во тендерската документација за избор на надзор над Бехтел и ЕНК кај условите за предложените експерти се бара за секој од нив да биде вработен кај економскиот оператор или ангажиран согласно важечкиот закон за јавни набавки. Исто така се бара
копија од доказ за вработување или соодветен доказ за ангажирање согласно важечкиот закон за јавни набавки. Според списокот што ни го испрати Electra Solutions, од 32 лица вработени во компанијата на крајот на октомври 2022 година, дури 24 се ангажирани без огласување, во дополнително работно време над 40 часа. Тоа значи дека сите тие лица се редовно вработени во други фирми. Законски, едно лице не може да работи повеќе од 10 дополнителни часа неделно покрај 40. Од друга страна, според проектната програма за надзорот, која е дел од тендерските документи, а сега и од договорот, се предвидува дека експертскиот персонал има обврска за задолжително присуство на градилиштето во текот на целото работно време на изведувачот на работите, а согласно договорните периоди на ангажирање за секој член посебно. Овој персонал треба да биде достапен на изведувачот во текот на целото работно време. Тоа значи дека државниот орган, јавното претпријатие за државни патишта, избрал понуда во која е јасно дека речиси 1/3 од експертите не може да работат повеќе од 10 часа неделно поради начинот на кој се ангажирани, а од друга страна, треба да бидат задолжително присутни на градилиштето во текот на целото работно време на изведувачот, кој сигурно нема да биде 10 часа неделно. Дали овој пристап значи почитување на законите, на нивниот дух и на принципот на владењето на правото, ке треба да оцени јавното обвинителство кое отвори предмет. Но според експертите за борба против корупцијата, тесното читање на правилата и условите секако не оди во полза на јавниот интерес. Она што се добива како впечаток од постапувањата, да речам, на комисијата за јавни набавки е текстуалност. Значи, вие го читате наједноставно можно правилата во онака како што ви одговара, меѓутоа и понатаму сите други се бранат со најелементарно разбирање на правилата, без да се даде одговор дали ги интерпретираме правилата онака како што треба за да го заштитат јавниот интерес. Задачата што си ја постави јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, според нивното соопштение, е да ги провери наводите на медиумите за, цитирам, изградбата на автопатите, затворен цитат. Иако медиумите интензивно известуваат за изборот на надзорот, а не за изградбата. Независно од намерната или ненамерната непрецизност на обвинителството, само во оваа сторија 360 степени презентираше серија нелогичности за изборот на надзорот, што пред истрагата, или ќе ги онапреди во истрага, или ќе ги испере како дозволена пракса. Последиците и во едниот и во другиот случај не се за потценување.